Добар ден, драги наши. Те што правиш? Гледам резултати за положен прв колоквиум од вкупно 40-34 освоени боди. Машина. Убава вест, барем во црвена линија, а секако Тео ми вели дека има огромна желба за нешто, па еве да ви открие и вам што е тоа што на срце му лежи. Од срце сакам јас да пришам топ темата денешна. Топ тема со Сања Васик. А ќе дебатираат Александар Чомовски, Лирим Дулови и Владимир Божиновски. Не пропуштете, вечерва во 19 часот и 15 минути. Телма телевизија. А секако оно што не смеете да пропуштите е вашето учество во ова денешно издание на Црвена линија. Настаните не стивнуваат, постојано има нешто ново, па како главна и актуелна тема на која што очекуваме ваше размислување се оставките на министри, потоа нова влада и според вас со колкаво мнозинство ќе располагаат СДСМ и ДУИ. Секако ве очекуваме на 02 307 6677. И уште една многу убава. Актуелната тема, си знаете, вчера ги победивме ерменците со 5-0, петарда пукна и со така во неел играме со Исланд, историски надпревар. Дали ќе победиме, имаме ли шанси за бараж на светско? Нормално дека имаме. Ајде. Ете, тоа се двете теми, па оставаме на вас во петок пред викенд да одлучите за што сакате да говорите во Црвена линија. А на самиот почеток одиме со прилогот на нашата колешка Сонја. Сепак најактуелно за денес се оставките на претседминистерот за земјоделство Аријанит Хоџа и секако и двајца заменици министри за образование и култура. Па да видиме што вели во прилогот. Од денеска владата има еден министер и двајца заменици министри помалку. Движењето Беса и формално си заминат владата. Оставки си поднесоа единствениот министер од оваа партија во кабинетот на Заев, Аријанит Хоџа, кој го водеше ресорот земјоделство, и двајцата заменици министри за култура и за образование. Причината за оставката Хоџа ја лоцираше во ДУИ. Објасни дека не е загрозена евроатланската иднина на земјата, туку демократијата и дека главен виновник е ДУИ која треба да се реформира одејќи во опозиција. А оваа владеачка партија порача дека вчера со пропаѓањето на иницијативата за недоверба на владата, на која беа подпишани и пратениците на Беса, победил евроатланскиот дух на државата. Нешто пред полноќ собраниската седница за недоверба во владата беше затворена без гласање, откако ВМРО, ДПМН, Алијанса и Левица не обезбедија 61 глас. И веќе ни јавуваат дека го имаме првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Здраво, здраво. Добар ден, се слушаме? Се слушаме одлично, 120 секунди за вас. Ова што се однесува до тие оставки на министри, значи владата мислам дека треба да си даде оставка и дека треба да си на нови парламентарни избори за да се чуе волјата на народот кој да биде на власт. Дали СДСМ и ДУИ, дали ВМРО со сите оние албански партии, што се однесува до мене. Тоа би било сега коментар можеби за надпреварот вчера? Па одлично одиграно, значи 5-0, значи искрено не го гледав надпреварот, за жал, не можев да го гледам, не го најдов, но значи одлично одиграна игра, што ме резултатот 5-0, тоа е што друго да кажеме. Какви се според вас прогнозите за надпреварот со Исланд? Па мислам дека можеме да го добиеме, значи само јако, значи да ги бодриме нашите фудбалери, тие да тренираат, да работат напорно и мислам дека ќе го добиеме и Исланд. Можеме, ние Германија добивме па камо ли Исланд. Добро, ви остануваат уште 60 на секунди, но што... Ајде, да не задржувам време. Да не задржувате, што ме тоа вашата желба, тогаш голем поздрав и секако останете и понатаму со Црвена линија. А сега секако ќе вклучиме некој кој што имавме голема желба да го вклучиме вчера, но секако имавме многу актуелни настани на политичката сцена и затоа сето тоа се одложи за денес, може би подобро, бидејќи ќе зборуваме за победата, односно за резултатот на Македонија со надпреварот Ерменија 5-0. Дали го имаме на линија веќе Златко Андоновски, потпаролот на Фудбалска федерација на Македонија. Здраво! Здраво, здраво. Здраво, драго ми е што сум дел од вашата емисија и што ги слушам ваквите коментари од љубителите на фудбалот и навивачите на македонската репрезентација.
Спортистите се најголемите амбасадори, нели? И навистина е огромно задоволство со оглед на тоа што коментарите се за одличен надпревар. Дури имаше коментари, еве и со Тео се сложуваме, надпревар кој што може би еден и од најдобрите. Како се чувствувате еве по сево ова што се случуваше на терените? Среќно, исполнето, но нималку еуфорично, затоа што знаеме дека главната задача за оваа македонска фудбалска репрезентација е внедела од 18 часот на националната арена. Благодариме и за резултатот од Букурешт, Исланд Романија 0-0. Голем потик за македонската репрезентација да се избори за прв пат во својата историја за место во бараж за светското првенство. Ние секако уриваме многу рекорди кога се во прашање овие квалификации и во однос на головите кои што сме ги дали и на домашен и на гостински терен, и во однос на бодовите кои се освоени, и во однос на играта на македонската репрезентација која многумина ја оценуваат како најдобра досега, но главниот чекор треба да се направи внедела со поддршка од националната арена, од публиката која што ќе дојде на нашиот најголем стадион, да го победиме Исланд и да славиме историски пласман во баражот за светското првенство. Енергијата која што ја пренесуваат овие фудбалери во репрезентацијата е навистина неверојатна. Многумина од нив имаат веќе настап на 2 европски првенства, и на младинско и на сениорско, и тоа ни дава надеж дека со поддршка од публиката конечно ќе се радуваме на баражот за светското првенство, а потоа што биде. Да, мене Златко ме интересира, сега не знам колку ти ги следиш социјалните мрежи околу нашата репрезентација. За вчера дека стартуваше Ашковски имаше некои негативни коментари за него, што ја лично не стоам зад нив, а Ашковски одлично изигра според мене. Кажете ми ваше мислење околу сето тоа. Знаете, многу пати тоа сме го зборувале, 2 милиони луѓе, 2 милиони селектори, меѓутоа еден е the boss. Благоја Милевски вчера докажа дека е навистина неверојатен тренер, неверојатен тактичар, и им го најде местото на сите во тимот и на најдобар можен начин фудбалерите искористија својата шанса. Битно е дека тие веруваат во него, селекторот уште повеќе во репрезентативците, и тоа дава резултат. Тоа е плод на работа и на само работа на Милевски. За Милевски, тие што го познаваме малку повеќе, знаеме за каков карактер се работи, за каков професионалец и човек, и јас се надевам дека во таа насока ќе продолжи и тој, меѓутоа и репрезентативците, затоа што на крајот на денот тоа е клучно, меѓусебната доверба, заедништвото, енергијата која што ја пренесуваат еден на друг, и не може да биде лошо или да води кон лоши работи, па макар било и пораз кој секако во иднина некогаш и ќе се случи. Битно е дека оваа репрезентација ја навикна јавноста на добри резултати, на добри игри, а за критиките секогаш треба да ги има, иако уште подобро ако тоа е конструктивна критика, затоа што на крајот тоа те прави и подобар на теренот во секоја работа во фудбалот. Благодарам пред се што одвои денес време, иако одвои вчера, но се надеваме дека повторно набрго веќе во понеделник пак ќе те вклучиме и ќе зборуваме за уште еден ракометен резултат во фудбалот. Голем поздрав од Црвена линија и голем успех ви посакуваме. Драги наши, во продолжение секако Црвена линија за вас гледачите, и не јавуваат дека имаме веќе следен гледач. И добар ден. Добар вечер. Ве слушаме, повелете. Па прво да ги пофалам нашите репрезентативци. Стварно машки изигра, борбено. 5-0 не е мала работа, поготово на гости. И еден поздрав до емисијата. Фала. Ве гледаме секој ден. Фала. Поздрав до Тина, до Тео. Благодарам многу. Воедно ми и другар. Така да, се најдобро и поздрав. Голем поздрав, драго ни е дека се јавувате, сепак кога зборуваме за вакви резултати, за успеси на спортските терени, срцето е полно. А ние имаме? Но полни се и линиите на Црвена линија. Добар ден. Здраво, здраво. Добро вечер. Дали се слушаме? Ни јавуваа дека имаме гледач. Да. Тука сме. Намалете го тонот на ТВ приемникот, доколку имате проблем да не слушнете.
Дали се слушаме? Ги слушаме членовите од семејството, намалете го тонот на ТВ приемникот и секако добар ден уште еднаш. Еве ќе дадеме шанса да ве вклучиме. Се надеваме дека не слушате. За мене ли е ова сега? Да, за вас се повелете. Благодарам. Овака, јас да го... Повелете. Благодарам. Па вака, се јас ќе кажам моето мислење. Прво, значи честитки за нашата репрезентација, каде што се жртвува, значи изгина просто на теренот. Ова не е за 5, ова е за 5 плюс. Фактички не ги наполнија срцата, не ги наполнија душата и оваков резултат не памтиме одамна да сме имале, посебно надвор од нашата територија. Меѓутоа, значи имам и жалост што јас не најдов нигде пренос да можеме да се радуваме уште повеќе на нашиве телевизии, не видов на ниједна да го има преносот и не знам зашто, значи ова не е прв пат да не можеме да се радуваме на нашите успеси. Нормално некоја ще гледаме и неуспеси, али сепак мислам нека дали македонската телевизија, дали вие, дали другите телевизии, сепак требаше да не удостоите да се радуваме уште повеќе. Меѓутоа, уште една 5 плюс ќе дадам за резултатот на Романија со Исланд. Значи, али ќе побарам да имаме уште една 5 плюс кој ќе играме сега ние со Исланд, да ги победиме, па макар и 1-0, не бараме поиќе. И да бидеме, што се вика, втори на листата и да во тој бараш кој што го очекуваме, па да бидеме дел од светското првенство, да го искажиме нашиот волја, нашата сила и тамо да кажеме дека стварно Македонија постои. И уште едно да речам, некогаш ние беше мислена именка дека треба да учествуваме надвор од балкански надпревари. Веќе отидоме во Европско, сега ќе се трудиме да бидеме и во светско првенство. Мислам, сепак, работата, резултатот и љубовта кон спортот излегува на мегдан и треба да ги почитуваме и да ги сакаме. Така е. Благодарам за вашето јавување и веќе имаме следен гледач. Гледачите имаат секогаш предност. Добро вечер, добар ден. Здраво, здраво. Ало, добро вечер. Добро вечер. 120 секунди, повелете. Вака. Честитки до фудбалерите, игра дечките како еден. Организирани, сплотени. Сега ја би им припорачал на фудбалерите да им одржат лекција на политичарите како треба да се чува и брани Македонија. Затоа што политичарите разнебитуваат, фудбалерите градат, соединуваат. Дека светот знае дека Македонија е корен на светот и треба да се почитува. Поздрав и убава вечер. Поздрав и останете со нас. Еве Тео на брзина само ќе не потсети како може да не добиете и на социјалните мрежи. Токму така, за да бидете активни на социјалните мрежи, за да приклучиме во емисија на нашите социјални мрежи на Facebook Црвена линија, во месеж да ни пратите ваше размислување околу темата, под темата, исто така може да ни пратите на нашите други социјални мрежи, на Instagram и на Twitter Црвена линија. Таму исто така и таму може да ни пратите месеж, порака, мислење, но секако може да ни пратите ваш никнейм на Zoom, Skype за да приклучиме преку видео повик. А ние имаме традиционално на нашите телефонски линии следен гледач. Добро вечер. Здраво, здраво. Добар ден. Се гордееме ние со фудбалот. Ако не со политиката, баре фудбалот да не гордее. А политиката нека оди во политика. Тие само еден час, а друг влече. И кој како стигне така не прави будалчиња. Од нас бајчиња не прават. А ние ќе се гордееме со нив. Толку ви благодарам и пријатно. Фала ви. Благодарам и за вашето учество. Значи, еве на социјалните мрежи може да не контактирате, а секако и на 0230766777. И уште едно јавување, Тео. Ајде. Добар ден. Добро вечер.
Сега сме во некој меѓу период, така да надвор е ног, затоа велиме и добро вечер и те од домата. Па и здраво, здраво. И здраво. Ама еве имаме гледач. Дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот. Добро вечер. Ало? Да, имаме на линија, тука сте. Дали ме слушате? Јас сум последниот од вчера, а сега некако во средината можеби. Мите Василев од Германија, драги симпатични чеда во Македонија. Благодарам. Кој ќе биде вашиот коментар? Зборуваме за... Па, мене ми е целта да ви кажам, стварно младите наши фудбалери направија преокрет и добра позитивна идеја. Ало, се слушаме ли? Да, продолжете. Јасно и гласно ве слушаме. Да продолжам, може? Да, секако. Видите во што е работата. Толку се радував, ја пратев утакмицата. Единството го чине среќен секој човек. Дечињата играа заеднички, не се штедеа и не беа себични. Така да направија одлична игра, задоволство на нас македонците било каде во светот, секоја чест и да продолжат. Јас сум убеден ќе ги победеме и исландјаните, бидете сигурни. И мора да одеме на светското првенство само заедно, главата горе и мора, како вие што ми блискате на овој малиот екран, така и они нека светаат како звездите и сонцето во Македонија. Да ве поздравиме, да ви посакаме добро здравје, останете ли вечно добри и да се слушаме само за убави работи. Благодарам и секако ве очекуваме и во некое наредно издание на Црвена линија. Така е. Имаме уште гледачи, се дискутира за големиот успех на нашата репрезентација вчера и велиме добар ден, добро вечер. Здраво, здраво. Да? Да, во програма сте, повелете. Ало, ме слушате? Да, одлично, повелете. Сакам да им честитам на фудбалерите. Многу успех, среќа очекувам дека ќе победат. Ерменија, Македонија 0-5, Мицкоски Заев 0-6. Поздрав до сите. Добро, благодарам. Иако не заборавајте, имате 120 секунди да имате учество во секој издание на Црвена линија. Уште еден гледач, одлично не има, ве има многу. Не, добро. Па тогаш, што ме така, имаме и коментари на Црвена линија. Да, само што ни приснува коментар од Игор Јанковски, околу темата секако. Ако може да... така. Здраво, поздрав од Игор за првата тема, владеачкото мнозинство ќе расте. Но ајде, сакам да коментирам за успехот што го покажавме со Ерменија и да се надеваме само успеси за нашите момци. Исто така и со Исланд. Наше да навиваме оптимистичко размислуваме. Да ве прашам те Тина, според вас, ќе победиме ли со Исланд? Нели така размислуваме само на победа? И типувам јас да знаете на успех. Па што сметам дека сме квалитетни и успеси да редиме со нашите момци и да се гордеме со нашата репрезентација. Поздрав до емисијата. А секако дека идеме на победа и јас и Тео како Црвена линија секогаш навиваме за одлични резултати, какви што впрочем имавме и вчера вечер. Доколку немаме гледач, имаме гледач, супер. Ајде, добар ден. Добро вечер. Да пробам со здраво. Ајде. Ние во увајат одрежа дека имаме гледач, и ве напомена... Да, не слушате? Ние ве слушаме, дали не слушате? Да, во програма сте. Вие сте наред. Славо, добро, не е битно дали ве слушам или не. Едно големо браво за момчината. Кама така и политичарите да се грлаат, да се бакнуваат, посебно македонците. А фудбалерите не се гледа со никој албанец, никој турчин, никој македонец. Сите во едно оро. А кај нас, во парламентот, да може македонците очите да се ги изва. Што може човек да мисли повеќе за Арно во државичката наша? Нема Арно.
Деца, биете здрави и живи, бегајте надвор. Друго, нема овде повеќе спас. И тоа би било се. Голем поздрав и благодарам што заземавте учество во Црвена линија. Ако немаме гледач, а имаме, секако дека имаме. Вие секогаш ќе имате предност, а секако нешто подоцна ќе се потсетиме за најфантастичните голови од вчерашниот надпревар. Добар ден. Добар вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав за вас. Фала. Добра емисија, браво. Поздрав за сите фудбалери. Голем успех да идат у таа квалификации и додиме на светско првенство. Али сега е најважно што е, треба Фудбалска федерација да отвори кесето и да им подели на децата тоа што победија вчера и јака добра премија за во недела. Затоа што ако не им подели паричка, нема ништо. Тие се сите професионалци треба да добијат пари, пошто јас сум бил многу години фудбал и јас знам како е и што е, како и да ти работи. Без пари ништо. И треба да знае македонскиот народ дека на Европско првенство бевме и сега играме за светско првенство кога е на власт СДС. Фала ви многу. Поздрав. Благодарам и за вашето учество. Ни јавуваа дека имаме уште еден гледач во Црвена линија. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Добар ден и здраво. И здраво, може Здраво, така. здраво. И се најубаво, сите што слушаат и што не гледаат. Знаете, првава тема, ова за фудбалерите и она со политичарите. Политичарите не заслужуваат во овој контекст да се со оваа тема да се споредуваат. Затоа што тие ниту имаат храброст, ниту имаат сили, ниту имаат памет да се изразам народно, за да бидат спомнати во овој контекст. Со она вчера што се направи, не заслужуваат да разговараме за нив. Значи не се зрели за да се разговара за нив. Инаку, честитки до фудбалерите и до нивните семејства, родители или што и да имаат сопрузи и деца. Затоа што јас мислам дека тие се најзаслужни за они што се толку активни и што се така воспитани. И нормално честитки до целиот тим на Фудбалската федерација на Македонија. И јас верувам и посакувам да победат и со Исланд и посакувам да одиме на светско првенство и да бидеме некаде погоре, да не сме на средината, на кај врвот. И посакувам на општо, на населението во нашава татковина Македонија, да земе малку пример од однесувањето на нашиве фудбалери, не само на ова последниот надпревар. Меѓутоа и пред тоа, јас ги гледам, ги следам, пошто сум неработоспособна физички, па сакала некела седам пред телевизор. И знаете, малце да се однесуваме по-човечки, како што рече Бардин во една изјава, да бидеме заедно. Затоа што и маката, и радоста, и болката се споделува најубаво кога има некој уз вас, кога сте заедно со некого. Ниеден проблем не може да се реши кога е човекот сам и кога ќути. Сите проблеми се решаваат додека се зборува и додека сме заедно. Затоа посакувам во иднина така да се однесуваме на ниво на држава. Благодарам и пријатно. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. Останете со нас до крајот на издание и секако со програмата на Телма телевизија. Драго ни е со тео дека ви има во огромен број. Па еве го и следното. Добар ден. Кој е наред? Здраво, Добро здраво. вечер. Здраво, здраво. Да? Во програма сте, повелете. Кој што според мене мечот со Германија и мечот синоќа со Ерменија беше еден од најдобрите. Овој момче покажа како се игра за националниот дрес и како се игра за Македонија, не само во спортска смисла, туку и во другите сфери на животот. Така. Сега гледаме дека следниот меч ќе биде со Исланд. Тој треба да има голема поддршка од најавачите на Македонија. Треба стадионот да биде исполнет до последно место. Гледаме дека во фудбалот се е можно и дека Исланд може да изненади, затоа не треба да има многу еуфорија и дека момците треба да играат најдобро како што знаат и треба сите да се радуваме на светско првенство. Тоа е се. Фала ви. Благодарам за вашето јавување во Црвена линија.
И ке нејавува да стои тоа гледач е одлично, Така, тоа нас не се допаѓа. Одиме со уште еден гледач. Здраво. Добар ден. Ало. Да, ме слушаме, во програма сте, повелете. Ало. Да, ве слушаме, повелете. Намалете го тонот на тебе. Јас сум Живко. Сакам да ги честитам на фудбалерите. Најубаво победа за нас, за Македонија. Како млади деца што играт, а овие како што ги гледаме на телевизија, политикашите тие, тој су најгоре, што ја знам, како да се изразу, не може да. Да? Али за овие деца, свака и час што се победиле с 5-0. Дали имаме се уште на линија? Епа, драги наши, еве уште една интересна вест, значи пуштени се карти за Исток и Запад и така да, ете, тоа е супер вест, ти ќе одиш, ќе ме земеш? Нормално, очекуваме стадионот да е фул, цел да е собран со наши верни навивачи, па може ќе седиме таму, црвена линија ќе гледа во живо, ќе видиме, па ќе се сликнеме, ќе седиме, ќе се поздравиме. Тина, ќе дојдеш со мен? Секако и тоа на Исток, ќе те гледам додека си на Запада, а вие заедно со нас ќе ги погледнете рекламите. Веднаш по рекламите имаме следен гостин во црвена линија. Особено чести задоволство е кога ќе си најавиш за гостин колега и тоа од спортската редакција. Уште поголема чест кога ќе најавиме спортски новинар кој што воедно и добитник на наградата 13 ноември од Сојузот на спортови на град Скопје. Бранко Казаковски, како си ни? Добро вечер, добро. Се подготвуваш ли еве за вестите? Секако едните помина, следните се во околу 19 часот, а секако со успехот на фудбалската репрезентација некако и подобро и помотивирано се прават вестите. Епа еве твој коментар за надпреварот и сега недела е многу важен ден. Па верувам дека и фудбалерите знаат што значи неделниот надпревар со Исланд, го добија тоа што го посакува, победа во Ерменија, можеби не очекуваа таква победа од 5-0 и дојде тој кикс на Романија против Исланд, може да се каже дека Исланд направи една услуга со оние 0-0 вчера во Букурешт, но сега ќе треба да ни направи уште една услуга да загуби од Македонија во недела, иако нема да биде лесно против Исланд, која релативно, односно квалитативно е послаба репрезентација од нас, но ерменците имаат, односно исландјаните имаат еден интересен менталитет кога е во прашање спортот и никогаш не се предаваат пред време, никогаш не размислуваат на пораз и секогаш одат на победа. Секогаш сум импресиониран од нивните спортски настапи, бидејќи кратко време бев и на Исланд и разговарав со луѓето кои работат таму во спортот и ми стана јасно зошто се толку успешни во спортот, а се многу мала нација. Така. Ако се сеќаваш, пример вчера разговаравме во ходник, се сретавме околу точниот резултат за Ерменија Македонија и каже дека ќе биде по-тесна утакмица. Ајде да те слушнам. Во недела како типуваш? Бидејќи речиси целосно го утнав резултатот од вчерашниот дуел, нема да прогнозирам за во недела, се надевам дека ќе победиме макар 1-0, 2-1, без разлика каква и да биде победата и да не биде со добра игра остварена, битни се тие 3 бода кои ќе одведат во тој историски бараж. Епа повеќе нема да те задржуваме, бидејќи сепак си имаш работа во својата редакција. Јас и Тео ќе те следиме будно кога ќе дојде терминот за вести и твоето учество. Благодарам што одвои време да бидеш дел од црвена линија. Тоа беше Бранко Казаковски, наш колега, спортски новинар, а веќе имаме и гледачка место тука. Гледач, добар ден. Здрав. Ало.
Да, добар ден, добро вечер веќе. Јас ќе ви кажам добра вечер. Да, сепак е вечер. Темно е и вечер, меѓутим не осветлија македонската репрезентација, не осветли после победата со Ерменија 5-0. Така е. Мислам дека јас вчера разговарав со вас на оваа емисија и типував 2-1 или 1-0, така беше. Меѓутим, без разлика победиме со 5-0, тоа е успех голем пред се на репрезентацијата на Македонија, на играчите и комплетно со резервниот состав и со тренерите. Така да честитки до нив, тоа да се понови сега во недела. Истата игра треба да се отворат, да играат офанзивно, да се борат, така да и Исланд ќе биде поразен од нас. Јас пак исто ќе типувам 1 или 1-0 или 2-1 или 2-0 за Македонија. И веќе запишаме 2-1, ќе помниме, ве чекаме во понеделник. Така да, јас мислам, ако Македонија игра нападачки, офанзивно, не смее да игра само едно полувреме така, а второто полувреме да е кочи работа, да чекат во моментот измени време, не. Значи сите 90 минути треба да играт офанзивно. И мислам дека Исланд ќе си замине од Скопје поразен, со гаранција пораз се претапа. Така е. Само ако офанзивно играат и ако е поново играта со Ерменија. Толку имам, ви благодарам и се најубаво. Верувам се слушаме во понеделник под надпреварот, запишано 2-1 и благодарам за вашето учество. Во црвена линија одиме со следниот гледач, велиме веќе добро вечер, бидејќи... Друго да докажем, може? Ќе ми дозволите? Да, повелете. Да навијате, вика, знаеш како вика? Ичкембари, комити, војводи, како се вика, тутунари и сите, да навијат со едно име. Македонија и никогаш Северна. Па кој сака нека се налети. Благодарам многу. Благодарам многу за вашето повторно учество во црвена линија и одиме со следен гледач. Здраво, здраво. Дали се слушаме? Во програма сте. Ни јави од режијата дека имаме некој на линија. Добро вечер. И трет обид, дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот. Ве слушам. Одлично, повелете. Дали ме слушате? Да, повелете. Јасно. Ало? Да, ве слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот. Добро вечер, добро вечер. Да, ве слушаме јасно и гласно. Добро вечер, искрени поздрави. Емисијата ви е прекрасна. Би сакал да упатам по честитки до сите фудбалери, кои што на така супериорен начин победија во Ерменија, иако знаеме дека предходните гостувања не беа така успешни. И јас би сакал да им честитам на сите и да им посакам во недела да бидат пак на висина на задачата и пред еден полн стадион да ги израдуваат сите граѓани на Република Македонија. Се надевам дека ќе биде така и ние ќе помогнеме, ќе отидеме, ќе наживаме. Значи, во овој момент сплотеноста е поважна од се, да ги оставиме сите политички игри и да не кажуваме вака било, онака било. Јас бев иритиран пред малку кога оној северниот кажа СДС бил на власт, ова па ако земеме така 90% од спортистите се ВМРО. И порано успесите во ракометот беа, ама така ако се делиме никогаш нема да имаме успеси. Воопшто не е важно, гледате дека и албанци, и турци, и роми, и сите играат сплотени како еден и во еднина не треба да ги гледаме партиите во спортот. Во спортот нека бидат секогаш најдобрите, а ние како граѓани на Република Македонија ќе се навиваме за нашите спортисти и се надевам дека ќе ни израдуваат често со успеси како што тоа го прават за сега ракометарите и фудбалерите во време. Ви благодарам што ме слушавте и имајте убава вечер. Благодарам и останете со нас и секако со програмата на Телма телевизија. И следно добро вечер. Добро вечер. Повелете. Честитки за фудбалерите. Им посакам и понатака да продолжат така, по заедништво да играат, да не гледат на национална база и да се награда за оваа нивна игра. Ако останале пари во Министерството за млади и спорт. Фудбалерите, ако некој не заслужи, потврли со играта, селекторот го менја за друг.
А меѓутоа, кај политичарите не е така. Ако некој политичар, министер некој не заслужи да биде, господин Заев не сме да го смени него од таа позиција. Благодариме и се него. Благодарам за јавувањето и одиме со нов гледач. Добар вечер. Ало? Да. Те слушаме? Повелете? Ало? Вие сте, вие сте на ред, да. Ќе му уклучите? Да, вие сте, да, уклучени сте во емисијата. Ало, во програма сум? Да. Да, во програма сте, повелете. Дали ме слушате во програма сум? Да, во програма сте. Видете, честитки до фудбалерите. Така И е. така треба да со успеси, само со игра, со залагање може да се постигне поголем успех. Исто не треба да го продолжи. И исто да се радуваме на вакви успеси кои и допринесуваат добро за ова наша Македонија. Да, добро. А не то за политичарите. Ајде. Дали сте се уште на линија? Да, не ве слушаме повеќе на линијата и тука, драги наши, завршува денешно издание на Црвена линија. Она што е најважно, имаме интересна тема и предизвик за сите вас во понеделник. Црвена линија, еве што бараме. Бараме да ни дадете наслов за филмот, кој што веќе цела недела се прикажува на репертуарот во Собранието на Република Македонија. А како инспирација секако подготвивме и трейлер кој што ќе го погледнете на самиот крај, а веднаш по Црвена линија секако ќе уживате во минутите со Готвиме со Маја. Доведување од мене и Тео и еве ви еден супер трейлер, бараме наслов за филмот кој што се прикажува во Собрание. Чао. Koga te ne